Добар ден, добродојдовте и денеска со новото продолжение од Фактор здравје. Јас сум Илија Николовски и во името на тимот од емисијата ве поканувам до крај да останете со нас. Во денешната емисија на Фактор здравје би рекол ќе зборуваме за убави работи, односно ќе се осврнеме на темата реконструкција на дојка. Но пред да ги откриам деталите за темата и гостинот со кој што и вие ќе може да комуницирате преку ваши јавувања, дозволете ми во однос на естетиката и убавината на човековото тело, доколку имате проблем со вишокот на телесна тежина, да ве упатам на адреса на Липодиет центарот во Скопје. 070-535-033 е телефонскиот број на кој што можете уште веднаш да се јавите, бесплатно да се консултирате и да закажете совет и пред се преглед во однос на решавањето на проблемот со тежината. Без оглед дали е тоа естетски или проблем кој што е медицински индициран, слободно таму ќе најдете решение и во првите 15 дена можете да ослабете и да намалите 10% од вишокот на телесна тежина и тоа без повратен или јојо ефект. 070-535-033 и Димитрија Чуповски, број 22 во центарот на Скопје е адресата и телефонскиот контакт со кој што можете уште веднаш, како што нагласив уште еднаш, да комуницирате и да се обратите во Липодиет центарот во Скопје. Споменав дека денеска во Фактор здравје ќе зборуваме на тема реконструкција на дојка. Станува збор за орган, би рекол, или дел од женското тело, кој што е символ на женственоста и убавината, орган кој што би рекол како никој друг човековото тело во текот на животот и тоа како се менува и поминува низ многу фази. На оваа тема денеска аспекти ќе ви презентираме од богатото научно и клиничко искуство на професор доктор Боро Џонов, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Професоре, добар ден, добродојдовте. Како сте и дали веќе нормално функционирате на клиниката? Добар ден, фала на поканата. Да, секако веќе се функционира најнормално, работиме најнормално, вратени сме нормала. И ги решавате проблемите, да? Да, веќе почна да функционира се како што треба, за да можеме да бидеме тука за пациентите. Да, ви благодарам што денес одвоивте време да бидете овие 40 минути во Фактор здравје. Предлагам да ги видиме блокот реклами, првата пауза по која што ве поканувам да останете до крај со нас и секако да ни се придружите со ваши јавувања. Вашиот интерес и вашите јавувања ги очекуваме и секако сте добродојдени на 6091-924, односно 6091-925. Со професорот доктор Боро Џонов, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, денеска во Фактор здравје зборуваме на тема реконструкција на дојка. Професоре, бидејќи кажав дека дојката, сигурно и вие ќе потврдите, е еден од најдинамичните органи кои што постојано или делови од телото кај жената се минува, би сакал од анатомски и функционален аспект да го опишете, односно да ја опишете дојката и кои се значајните аспекти во однос на фазите низ кои што таа поминува. Видите вака, кога збориме за реконструкција на дојка, збориме за пациентки кои веќе имаат проблем со дојката, односно оперирани се од карцином на дојка или некоја друга патолошка состојба на дојката, или треба да се оперира. Затоа разликуваме во однос на реконструкцијата на дојка примарна и секундарна реконструкција, односно реконструкција која што се прави во исти акт заедно со мастектомијата, или одложена реконструкција, односно секундарна реконструкција. Имаме доста соработка, односно врзани сме едни со други со торакалните хирурзи, затоа што они во принцип даваат индикацијата каде може да се прави реконструкција или не, зависно од каква болест страда пациентката, односно што треба да се оперира на дојката. Од друг аспект, реконструкциите ги делиме спрема тоа каков материјал вградува, односно дали се прават со сопствено ткиво или се прават со вградување на импланти, експандери и така натаму. Повторно ќе кажам, тоа е мултидисциплинарен пристап, заедно и онколозите секако учествуваат во тој пристап, затоа што треба да се даде индикација за една таква работа за да се сработи кај пациентката. Од друга страна, овозможуваме кај пациентките повторно да се врати самодовербата, кога ќе се разбудат ако се прави примарна реконструкција, не се будат без некој орган што недостасува,
односно се во еден акт двете постапки се извршени, се завршуваат. Да. И да се вратиме на она што само сакав како паралела да направиме, бидејќи дојката се развива кај секоја жена, во пубертетот има едни карактеристики, во текот на бременоста, доколку нели реализира како мајка, во текот на менопаузата и постменопаузалниот период сосема друга физиономија и функција. Да, видите сега, човечкото тело е променливо. Да. Динамичка структура, како поминуваат годините, нели, тоа важи за сите анатомски единици, се менуваат, секако и дојката се менува, од пубертетот, па зависно дали пациентката доела или не доела, секако се менува формата, промените на тежината исто така, доколку слабеат се менува, доколку качуваат на килажа се менува, така да формата на дојката е динамична процедура и кај секого индивидуално. И тоа мора да се каже, зависи од генетски аспекти, зависи од структура на тело. Секако ние се трудиме да тоа го направиме на таков и еден естетски пристап, за да овозможиме да биде допадлив резултатот на крај. Да, и кога зборуваме за реконструкцијата на дојка, споменавте може да биде примарна или секундарна, дали секогаш во позадина или примарно треба да има заболување за да нормално потоа вие реконструирате нешто? Да, секако при примарната реконструкција не мора да некако вид на заболување, најчесто е тоа карцином на дојка, постојат различни мастопајти или фиброми на дојка, како и што треба да се извади поголем дел од паренхимот, и за да не се направи асиметрија во однос на здравата дојка, затоа се прави реконструкцијата. Во денешно време многу често правиме, односно торакалните хирурзи прават билатерално, односно на двете страни, и превентивни мастектомии. Тоа го гледаме, имаше нели најпознат применот на Анджелина Джоли, која што ги извади и двете дојки и адхок. И здравата всушност, затоа што имаше наследствена семена амнеза и оптовареност, и да се направи во еден акт, да се направи реконструкција на двете дојки. Кај незе конкретно се правеше реконструкција со импланти. Морам да споменам дека е реконструкција со собствено ткиво. Тоа е малку по мутилантен процес и за пациентката, се зема дел од ткивото од стомакот, со кој што со микрохирушка процедура се прави нова дојка, која што се пренесува на градниот кош. Тоа е малку една пообсежна, активна интервенција. Кај нас се имаат правено такви интервенции, меѓутоа се уште рутински не се прават. Во главном ги правиме реконструкциите со импланти и со експандери, или комбинација собствено ткиво заедно со импланти и експандер, најчесто кога се зима ткиво од мускулот од грбот, од мускулус латисимус дорзи, за да се направи реконструкција на градата која што недостасува. И тоа е во главном се прави при секундарната реконструкција. Додека кај примата зависиме од торакалниот хирург, ние имаме добра соработка со клиниката за торакална хирургија, исто така и во Аџибадем Систина со торакалните хирурзи тамо, да направат субкутана мастектомија, така наречена, каде што се презервира голем дел од кожата, за да може после тоа во исти акт да се направи реконструкција со имплант, или доколку, зависно како ќе се договориме со пациентката, се стави експандер. Што значи ткивен експандер е како проширувач некој или на бабру. Да, се става на исто место каде што се става имплантот, меѓутоа стови некои 6 до 8 недели, се полни со физиолошки раствори, ни овозможува за тоа време да добиеме повеќе кожа, односно повеќе ткиво, за после тоа да можеме да ставиме поголем имплант. Да подсетам дека денеска со професор доктор Боро Џонов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија, зборуваме на тема реконструкција на дојка. Слободно јавете се, а во очекување на вашите јавувања, сакам да нагласам дека професор доктор Боро Џонов својата клиничка дејност ја извршува во јавната здравствена установа Универзитет
клиника за пластична и реконструктивна хирургија, која што е дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, а научната на медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, исто така од Скопје. Професоре, бидејќи вториот дел од емисијата ќе го посветиме на техничкиот дел и што вие како субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија работите во сала, овде уште би сакал да ве прашам дали има некоја горна, односно долна граница за реконструкција кај господите, односно кај жените, кои се критериумите, кај кои жени ова може да се направи? Повторно ќе напоменам, значи повикот е тука кај торакалните хирурзи, оние даваат индикацијата, зависи од тоа кој тип на карцином е, колку е расширен, дали има позитивни, сигурно е. Да, дали има позитивни жлезди во аксилата или нема. Исто така за секундарната, тоа збориме за примарната реконструкција. Во однос на секундарната реконструкција, тука обично договорот е и со онколозите плюс, затоа што многу зависи од тоа каква терапија ќе прима пациентката постоперативно. Дали ќе се оди само со хемотерапија или ќе се оди со зрачна терапија. Обично чекаме да завршат сите тие терапии, па после тоа евентуално да се прави реконструкција. Посебно е незгодно доколку треба зрачна терапија, затоа што при зрачната терапија се оштетува и околното ткиво и малце тука е поголем, попроблематично да се прави реконструкција, затоа што е веќе променето самото ткиво. Да, и бидејќи мастектомијата ја споменавте неколку пати, тоа е драстично или радикално отстранување на целиот орган, целата дојка, дали со новите протоколи кај торакалните хирурзи се уште важи правилото ако е рана фаза дел само да се отстрани или превентивно целата дојка се отстранува? Да, во принцип може да се прави квадрантектомија, може да се прави, сега зависи повторно ќе кажам од типот на карциномот, расширеноста на карциномот, да се прави радикална мастектомија. Меѓутоа, сепак на крајот субкутаната мастектомија, односно кога се презервира барем кожниот покривач на дојката, се повеќе станува златен стандард, за да се овозможи после тоа процес на реконструкција кај пациентката. Да, и уште еден факт не споменавме, дојката како орган е многу комплексен, не е само таму кожа, масно ткиво, лимфните жлезди ги споменавте, сето тоа што ја прави комплексна и пред се прокрвена, бидејќи и васкуларен е органот. Да, и нервацијата тука е секако кај мастектомиите секако настрадува и мамиларно-ареоларниот комплекс во 90% од случаевите, затоа што знаеме дека мамилата, пупката е врзана со каналите на жлезденото ткиво и ради превентивно и таа се отстранува. Секако им продачуваме на пациентките дека во показните фази на реконструкција ние од собственото ткиво на пациентката формираме и нова мамила, па и нова ареола, така да тие реконструкции одат во повеќе фази, за да на крајот имаме еден финален резултат кој што ќе биде пациентката задоволна и ние со резултат. Значи пандан на она што родено било предходно, нели пред болеста. Секако не може да биде исто никогаш, меѓутоа сепак да направиме нешто што естетски ќе задоволи, естетски ќе задоволи и ние секогаш им предочуваме на пациентките да немаат големи очекувања, него дека едноставно ќе имаат дојки кои што нема да мораат да ги носат оние екстерни протези, нема да мора да постојано со градници одат и така натаму, него да имаат еден задоволителен резултат и симетрија со двете дојки со кои што ќе бидат задоволни. Да, благодарам. Имаме веќе некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господи, одлично ве слушаме. Поставете го прашањето. Поздрав до докторот и до вас како водител. Благодарам. Ме интересира едно прашање. Добро го слушав докторот, се што ме интересира, и што само сакам да му поставам едно кратко прашање. Оперирана е градата 19 месеци. Хемотерапијата е завршена, имунотерапија тоа се е завршено, пациентот е во добра здравствена состојба и сега сме заинтересирани за
градата, нели, да се надомести тој дел, да се стави града. Добре. Колку треба да биде поминат терминот од операцијата па за да се воспостави? Да се направи таа секундарна реконструкција, како што рече професорот. Ви благодарам за вашиот интерес. Останете со Фактор здравје, со одговорот на вашето прашање и остана аспекти од денешната тема ќе продолжиме по паузата за реклами. Продолжуваме со денешната тема реконструкција на дојка, тема кон која што и вие сте добрододени натаму да се јавувате и поставите прашање на 6091-924 и 6091-925. Подсетувам, ваши мој гостин во студиото на Фактор здравје е професор доктор Боро Џонов, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Професоре, да дадеме само совет или мислење за она што праша господјата претходно? Да, ја мислам го спомнав тоа, дека индикација за секундарна реконструкција после 6 месеци од операција и доколку се завршени сите терапии има и може да се прави, кој што спомна гледачката, ја мислам дека она рече веќе 19 месеци се поминати. Да. Така да нема... Речи си 2 години се. Да, така да нема никаков проблем. Треба да дојат за преглед, да им се објасни, да им покажеме. Тука и може да го начнеме тој технички аспект. Се почнува од еден преглед и секако преглед. Секако. Информации. Пак ќе ги спомнам примарна и секундарна. Примарната, торакалниот хирург дава индикација за операција, доколку има можност да се направи примарна реконструкција, се договара заедно со пластичниот хирург, во комбинација, во исти акт, во истиот оперативен акт, да го кажам, се отстранува дојката, се става имплант или експандер и тука точниот процес завршува. Но тоа е сигурно каде што нема индикација за радиотерапија, односно хематолошка терапија. Ако лекувањето хемотерапија може да примаат пациентките и покрај тоа што е направена примарна реконструкција, примаат и хормонална и хемотерапија, така да не е проблем. Во принцип главен проблем е радиационата терапија, односно зрачењето, за да не разберат гледачите. Значи во тој случај се оди на секундарна. Тогаш се оди на секундарна, откако ќе завршат сите процеси, тоаш доаѓаат кај нас пациентките. Исто така преглед, што е можно да се направи, зависно како е направена примарната мастектомија и зависно од желбите на пациентката, нели, за колкава града, дали треба да се прави на другата страна нешто за да се добие симетрија. Секако зависи од тоа колкава е здравата града. Често пати за да се добие симетрија потребно е естетска корекција на здравата града, да се подигне или да се направи редукција, за да добиеме каква таква симетрија, пошто сепак на едната страна имаме вештачки материјал, односно имаме имплант, а на другата е нормалното ткиво од дојката на пациентката. И за да добиеме симетрија, за да се добие нивелација меѓу тие две структури, често пати е потребно да се направи корекција на здравата дојка. Оно што сакам дополнително да ве прашам, кога работите, кога веќе ќе има индикација за реконструкција, сигурно дека желбите и можностите треба на некој начин да се сретнат, односно да бидат на исто ниво, што е оно што вие предлагате кога една пациентка сака реконструкција, дали тоа да биде идентично како другата или надградено или одземено од здравата условно кажано дојка. Повторно тука ги гледаме и желбите и на самата пациентка, затоа што секојаш ја им предлагам прво да се направи реконструкција на таа страна што недостасува дојката, затоа што е и тоа процес да постоперативна нега добие дефинитивен изглед реконструираната дојка, сигурно треба да поминат 5-6 месеци, па после тоа евентуално да правиме корекција на здравата дојка. Затоа што тогаш резултатите се најдобри. Многу е полесно, дека пред малци имаше слика кога се прави мастектомија на двете страни, дали превентивна, дали заради потреба,
И тогаш многу ни е полесно и нас работата е конкретно во овој случај, затоа што ставаме идентични импланти и тогаш можеме да ги изнивелираме и двете страни и да имаме комплетна симетрија. И затоа им предлагаме на пациентите прво да направат реконструкција, каде што не се остасува дојката, па евентуално после 6 месеци да се прави повторна интервенција за да може да се направи корелација со другата дојка. Да. Оно што сакав да ве прашам е кога веќе ќе се даде индикација, кога веќе и пациентката и вие како лекар ќе бидете решени дека треба да се направи реконструкција, како тече процесот во смисла дали има некоја посебна подготовка, посебни некои скрининзи кои што треба да ги помине пациентката, односно жената? Секако контролите они редовно што ги прават и на онкологија и кај торакалниот хирург предоперативно мора да се направат, затоа што за да се даде пас дека може да се прави реконструкција, односно дека нема рецидиви, дека е чисто ткивото и предоперативни анализи као кај секоја интервенција, односно кај секоја хируршка интервенција. Со анестезиолошки прегледи, крвни слики, испитување на алергии доколку има некакви и така натаму. За имплантите не, пошто се од хипоалергени материјали и обвивката и внатрешноста на имплантот обично не правиме алергенски анализи и во принцип 95%-96% пациентките немаат проблем со имплантите. Да. И она, бидејќи ги спомнавте имплантите и експандерите, дури и сопственото ткиво, дали има предност или што е она што ве води во однос на тоа дали ќе ставите имплант, каков е протоколот или експандер? Протоколот, да. Зависи протоколот од тоа колкав имплант ќе се става. Доколку се става и локалниот наод, односно колку кожа е оставено при и меко ткиво при примарната мастектомија. Од тоа многу зависи, секако зависи од големината на здравата дојка, за да добиеме симетрија колкав имплант ќе ставаме и на крај секако оставаме и желбата на пациентката. Понекогаш нема можност да се стави голем имплант, па ставаме прво експандер за да добиеме доволно ткиво каде што ќе се стави имплантот за да добиеме симетрија со здравата дојка. И да. Сликата ме подсети, во принцип кај нас не се користат мазни импланти, многу ретко, се користат со рапава површина и со биогел, односно биосиликон. Ретко ставаме со физиолошки раствор, затоа што физиолошкиот раствор го користиме едино за експандерите, затоа што е докажано дека со време се губи дел од течноста и треба повторно да се менува, да се става нов имплант. Благодарам, уште едно јавување не чека на линија. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо, кој е вашето прашање? Добро ден, поздрав во емисијата, поздрав до докторот. Благодарам. Имам едно прашање. Пред 6 години сум оперирана од карцином на дојка, меѓутоа во истиот момент кога бев оперирана ми беше краден и имплант. Добра. Ама со текот на времето се смалува градата, се смалува, се изместува имплантот. Сакам да го прашам докторот, дали може да ми се направи корекција на двете гради и колку тоа кошта? Добро, благодарам за вашето прашање. Тоа и јас следно сакав да ве прашам колку траа, дали се трајни овие импланти или може да се реинтервенира? Зависно од производителот. Во принцип имплантите имаат до некои 30 години гаранција. Секако, кој што спомна пациентката, пошто се имплантираат под пекторалниот мускул, под градниот мускул, може да дојде као компликација да се промени местото од притисокот на мускулот, да се промени местото на имплантот. Секако организмот на имплантот реагира као страно тело,
да направи појака капсула, па со тоа и да го промени обликот на имплантот, пошто он е динамичка површина која што зависи од околните структури. Секое тело не реагира исто, секој организам не реагира исто на страно тело, па некаде се формираат подебели капсули и ради тоа може да настане и деформирање на имплантот, што се однесува до пациентката. Секако имплантот може да се промени, треба да се види што може и со другата дојка да се направи. Тоа оди приватно, претпоставам фондот него во однос на здравата дојка, да. Додека во однос на болната дојка, каде што е правена реконструкцијата, тамо се работи со партиципација, односно на име на фондот. Да, благодарам. Уште еднаш подсетувам, професор доктор Боро Џонов, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија. Можете секако да го најдете, да закажете термин кај него и да се советувате и евентуално побарате решение на вашиот проблем во јавната здравствена установа Универзитетска клиника по пластична и реконструктивна хирургија, која што е дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Професор, уште еден технички аспект од вашите интервенции, она што го работите кога правите реконструкција на дојка, колку ви интервенции се захтевни, односно бараат потреба предсезнаење, искуство, но колку траат, дали се сложени како интервенции или за вас како искусен хирург тоа е на некој начин рутина? Морам да кажам дека кога се користат експандери и импланти, рутински се работат кај нас. Секако, доколку правиме комбинација на сопствено ткиво со импланти, кој што споменав на почеток на емисијата. Да, и тоа постои како можност. Да, постои како можност. Се зима обично латисимус дорзи мускулот за да се добие на волумен и на поголема ткивна покривка за имплантот, доколку недостасува. Тоа е малку позахтевна интервенција. Овие другите, кои што реков, не траат повеќе од час и половина и рутински се изведуваат кај нас и од сите колеги. Најзахтевна интервенција е реконструкција со комплетно сопствено ткиво, кога се зима дел од стомакот за да се формира нова дојка на градниот кош, затоа што тоа е микрохируршка интервенција, потребни се специјални инструменти, се работи со лупи или со микроскоп, затоа што мора да се прави анастомози се прават, односно спојување на крвните садови, и тоа е многу подугачка и позахтевна интервенција. Пробуваме да почне рутински кај нас тоа да се работи, па ќе видиме како ќе биде во иднина, може и помладите колеги повеќе да се ангажираат, па да го работат тоа и повеќе од нас. Да, и уште две прашања, два аспекти сакам да ве прашам. Постоперативно, кога ќе заврши интервенцијата, дали има долга хоспитализација, долго пациентките лежат на клиниката и колку е важно нивното следење постоперативно во тие први неколку дена? Секако дека е многу важно постоперативното следење. Пациентките остануваат 24 до 48 часа на болничко лекување, потоа одат на домашно лекување, контроли секако на 3-4 дена. Многу е битно да се задржи циркулацијата на околното ткиво, затоа што одеднаш од нула ние ставаме нешто внатре кое што ја експандира и кожата и мускулатурата, и затоа е потребно постојано следење. Рехабилитацијата е негде околу 2 недели. Така да после... Има ли некоја болка, некој чувство, некоја сензација? Секако, после секоја интервенција има болка. Хируршка интервенција, значи се работи со ткиво кое што е осетливо, така да меѓутоа се купираат тие болки со лекарства додека е пациентката во болница, исто така и на домашно лекување. Кога ќе заврши тој процес, ги советуваме дека треба да дојат за 5-6 месеци, доколку сакаат да ги продолжиме интервенциите, односно другите акти за формирање на мамила, за формирање на ареола. Значи тоа се прави во следена. Да. Меѓутоа тука не ги оптеретуваме пациентките, затоа што
сите следни акти доколку све што треба со првиот акт се изведуваат во локална анестезија и немаат и немаат толку оптеретување и стрес за организмот како што е примарната интервенција. И моето последно прашање кое што сакам да ви го упатам е кога дојката после реконструкција го добива тој конечен изглед или изглед за кој што на некој начин сте се договориле со пациентката и сте го планирале пред интервенцијата? Обично ги советуваме пациентките да се стрпат, дека се потребно барем 4-5 месеци после интервенцијата да поминат за да го видиме дефинитивниот изглед и према тоа цениме дали ќе треба некаква корекција да се прави, дали ќе треба да се прави во однос на другата дојка симетрија, односно корекција на другата дојка, така да 5-6 месеци е оптималниот период после кој го знаеме дефинитивниот резултат. Да, и попатно уште едно прашање, дали има некои ограничувања во смисла да не се притиснува дојката, да не се експонира можеби на сончева светлина, да не се тесна облека, некои такви совети, градници дали да се носат? Секако мора да носат ортопедски градник после интервенцијата во првите 2 месеци. Постојат специјални ортопедски градници кои што се носат и кои што овозможуваат оптимален резултат после интервенцијата. Ограничувањата во однос на физичките активности постојат, затоа што забранети се фитнес вежби, тешко дигање заради движењето на мускулот, кој што реков, ги ставаме имплантите и експандерите под мускулот, со движењето, со движењето на мускулот дур не се намести, така да кажам, имплантот. Со движењето на мускулот се мрде имплантот и затоа тешки физички активности забранети, поготово првите 2-2,5 месеци. Да, понатаму сигурно се влегува во нормала, како што рековте, дури сексуалните односи, задоволствата и јакнењето на либидото кај жената. Тоа не го споменавме, но се подразбира. Психолошкиот аспект е друг. Пациентката прво не и недостасува органот кој што бил изваден предходно ради болест или од други причини, и секако само довербата е поголема отколку кога недостасува тој орган. Ви благодарам, професоре, за присуството, ви посакувам пријатно дежурство и тоа ви следува денеска и се гледаме наскоро повторно во Фактор здравје. Се гледаме, фала и на вас. Ви благодарам уште еднаш за честа што не укажавте да бидете гостин, а најголема благодарност до вас за тоа што не следевте и соработувавте денеска со нас во Фактор здравје. Ви посакувам секое добро и се гледаме во следното продолжение од Фактор здравје. Пријатно.